Јас многу сакам да играм. Јас лично кажувам пред македонската публика и мене уопште не ми представува притисок, бидејќи ако изгубиме, јас сум си себе најголем критичар. Не ми треба ни портали, ни медиуми, јас сум себе најголем критичар. Мислам дека и за другите момци играњето пред домашната публика сигурно е многу подобро за разлика да играш на страна. Многу пати сме играле во различни градови во државата, на секаде наидуваме на голема поддршка што представува голема среќа, така да веќе сме навикнати на сето тоа. Мислам дека најтешките времиња, правам обет од финансии и од организација, поминаа зад нас, нели, тие голготи што ги имавме. Мислам дека сега имаме одлична, да кажем, организација, полн стручен штаб. Значи, ние сме оделе со по 3 луѓе. Прв тренер, втор тренер, масер. Толку. На Final Four-ови, така да се имаме и статистичар, имаме 2 физиотерапевти, доктор, така да 2 тренери, селекторот Јошко, така да од таа сали знаеме кај тренираме, знаеме кај сме тренирали во време, кај што јас буквално се смејам дека сме ги шетале, сме станувале са бајле во 8-9 и денес имате тренинг во таа сала. И Скопје GPS, одете таму. Не, одете таму, мрежата е 2.23. А ние сме 2.43, нели? Одеме таму, теренот е 7/7. Не е 9/9. Баш го мереше тогаш во тоа време нашиот селектор што беше. И така да мене ми представува големо задоволство да играм и најголема среќа да играм за репрезентацијата, тоа ништо не е променето. Јас се надевам дека ќе успеам ова моја генерација да ја одведам на уште едно европско првенство. И дека тоа ќе биде, да кажам, и дека со тоа Македонија ќе постане еден константен учесник на европските првенства и подоцна, да кажам, ќе оставам репрезентацијата на моите другари, на помладите, на кои што нели светот останува и дека они ќе го имат вметнат во нив тој дух дека нормална работа е Македонија да игра на европските првенства.